И добро вечер, драги гледачи, во уште една нова епизода од мојот подкаст. Денешен наш гостин е човекот кој со него израснавме, со него дознавме што е рапот всушност и му ги знаеме сите песни, така да нема да должам многу. Ерен е зверен на теренот или Тонио Сан, како сакате вие, драги гледачи. Си направивме супер муавет, ќе видите за што станува збор, останете со нас. А воедно сакам да ви кажам и дека имаме и медиумска поддршка од овој подкаст, а тоа е порталот Прес24, така да се поврзано со подкастот и со што и друго да ви интересира во Македонијава, можете да си отворите и да прочитате таму. Следете не. Добро вечер, драги гледачи, добре дојавме повторно мојот подкаст, овој пат со еден многу добар гостин што сите добро го знаете и што сите го барате да се врати на сцената. Мислам дека ќе го вратиме, сега ќе си кажам сам да не должам многу. Антонио Арангелович, Тонио Сан, Еренес, како сакаш да? Како сакаш така. И па, најќе почнеме прво со Антонио, добре дојде. Како си, шо правиш? Дали добро ме најде, само по... Добро те најдов и у фигуративна смисла и у директна. Добар сум, ти кажав нешто, синусот ми тече нос, можда малце али еве чисто тоа за хејтерите, ете да речат, да не кажате овој слободно живеете, има фабричка грешка. Има фабричка грешка. А мене ми е тоа да ме потсеќа ко каменче у патика, знаеш, која ти е добро. Која ти жулја, нешто жулја, да. Имаш доста пишано текстови за хитерите, ама тоа малце ќе го оставиме, зашо некои стихови ми се ептен, рецимо љубомората ве грди, или имаше у последните песни што ти се, не знам дали ти текнува сега у моментот, али многу добри, што сакав ја на картон да ги извадам. А викам, прво да се видам со човеков, па дали може да го прашам, пошто се негови. Патентот стаи, брат, зашто сите ние сме деца на постмодернизмот, користиме фрази од филмови, од изреки, од мудрости, од песни, така да секој што се љути на тие работи, не ги досватил работите. Точно, кажи ми, фала ти. Реце, кажи ми, ајде да почнеме од почетокот, кој е Антонио Арангелович и како почнува целата прича, све од почеток сакам да знам, пошто мислам и ја и гледачите, сигурен сум. Ајде сега го зборев тоа, многу назад се враќавме на пред некое време да гостуваш во еден подкаст. Подкасти, да. Само мислам дека ќе ќе ги извадиме главните точки, да, е вака, главните точки. Кој е Антонио Арангелович? Кај е роден, кај бил се, мислам кај учел, завршил, да, се развивал, валјда. Добро, вака, прво, ајде, Антонио Арангелович е еден обичен љубител, обожавател на уметноста од сите гранки. Од мали ноз, предпоставам. Да, од стално. Кај сум роден? Роден сум у Скопје, Македонија. Моите родители се родени исто во Скопје. Внук на еден дедо, малце се пошелиме, мада што да не, внук на еден дедо комуниста србин и еден дедо либерал демократ, роден у Тетово, инаку од 17 години у Скопје. Сега морам и баби да ти кажам кога сме веќе, едната од Родум има Прилеп, а друга има Девар, мислам дека Прилеп. Сите повеќето гости што ми се тука имаат некоја жичка прилепска, да ти кажам. И знаеш како ги гледам сега денеска е она популарно да си кажуваат дека биле од кој на која страна, прадедовците им биле партизани и биле моите прадедовци партизани, нема фака. Се бореле со овие, со тие. Така. Така да, роден у Скопје, тука сум учел, тука сум завршил. Добро е прашањето исто, зошто? Затоа што, знаеш како, со сите дупки што ги имаме
како општество, као една млада држава, пружила земјата, ете, знаеш, цело време црниме колку нечини, тоа нема потреба го збориме, пружила земјата да можеш да се реализираш у кој смисол, у смисол да го учам тоа што го сакам, да се бавам со тоа што го сакам. Не било лесно никогаш трновите патот да се иде, знаеш, луѓево денеска мислат дека све им следува, знаеш. Ништо не ти следува, ја тоа го зборам Треба после. сам да си го заслужиш. Ти следува до 18 години од твоите родители, после 18 се мора да се избориш, да си го заработиш, да си го заслужиш. Реално. Така да, тоа е тоа. Од друго мислам дека го знаат сите, оддамна сум го зборал. Сум завршил од почеток до крај на школувањето ликовна област, ликовни уметности, таму ми е мојата диплома, од тоа живеам, од тоа заработувам, музика од секогаш сум правел независно. Тоа е многу битно да го знаат младите, да бидат независни, тоа значи да бидеш слободен. Точно. Кажи ми, че прво, имаш у Чаир живеено, така? Мислам, таму си израснал и све. Да, јас сум роден чаирчанец и у Чаир сум го поминал и детството и младоста, знаеш, како, ама и и тинеџерство, и сум живеел у Чаир ја. Кога ќе направиш паралела сега и тогаш у твое детство, има некоја разлика? Како мислиш, паралела? Кога ќе направиш тоа време и сега ова време у Чаир. Како било? Како стојат работите, да? Сега, види сега, мислам тоа малце, ја сметам дека промената е добра работа. Тоа е моје мислење, нормално, промената може да биде и негативна, но во суштина промена е добра ствар. Тоа е правило на универзумот, еволуција. Не дали веруваме, не веруваме, правила на универзумот. Се ти ако си љут на секој промени, ќе се умочвариш, знаеш, ама е тоа тешка филозофија, можда понатака и ќе изфилозофираме. Да се вратам за како е тогаш и сега. Ние кога ќе се видиме во огледало сега и кога ќе видиме фотографија од пред 15 години, не сме исти. Никој не е ист. Така да и Чаир не е ист. Да. Сега и тогаш, знаеш. Како и Скопје не е исто тогаш и сега. Ништо не е истото. Тоа е добро, тоа значи дека мрдаат работите, дека идат напред, знаеш. Ја мислам дека попроблематично е у места кај што е заглавен саатот. Сум бил на такви места, надвор од тука, знаеш, кај што, сите сме биле, кај што саатот е заглавен. Не, јасно, и не мрда ништо, стои у место се. Да, се умочварило и... Сега си у аеродром, така? Што те натера да дојдеш од оваа страна од градот? Мичуринец сум се. Да. За што ме натера, да ти кажам искрено, од оваа страна вака на железничката, у време ја кога зимав, стан квадрат беше 1300 евра, од другава страна беше 1000 евра квадрат. Тоа ме натера. Да, јас. На Мичурин, мислам, фигуративно. Што ме натера? Ова време е да се мрдне, знаеш. Да, нешто да се смени. Некако натака ти се насочува, така ги гледаш работите, гледаш да си близу центар. Ја уствари живеам одма до железничка, тоа е во центар. Па тука е све на... Па за 5 минути сум пешки било каде во центар. Така да гравитира све околу центарот, како да ти кажам. Мислам и Чаир е на 25 минути пешки од центар, зборам. Да, значи од моето место преку Јаја Паша, преку Стара Чаршија и Камени мост, ајде за пола саат пешки сум ја таму. Така да околу центарот ми било, сум живеел под Кирија у Карпош 4, а сум работел на Фон, тоа е многу голема дестинација за идење, тоа ми било памет иначе. Знаеш, па сум гледал некако да сум од центар за да можам да покријам све на мапата, знаеш. Пошто кога живеев у Карпош 4, а работев и се уште работам на Фон, ова е на крај на Ново Лисиче, ова е на крај на Карпушот.
Така да едно добро сат време патување многу. Со кола, така, Секак добро, ајде со кола е рачунај мање гужви више. едно друго 45 минути те фаќа. И сега кога зимав станче пред неколку години, гледав да не идам толку далеко, знаеш, се мора да си тука. Да, у близина, да не птен да не биде предалеку. Да. А тоа интервјуто што го даваше подкастот, кажа дека си живеел у Африка? Да, у Ливија. Да, тоа Тоа е... сам да ми кажеш нешто, колку време, како, зашо, уствари. Па ја Кога кажав се тогаш врати? 3-4 години после кога бев да ги дзирнам моите, гледале они и ми викаат, многу да кажа 4, викаме па колку? 3,5, добро. Од тука да, мање значи више. 3,5 години сум живеел у Африка. Не можам многу да ти кажувам за тоа дека Не се сеќаваш? Не се сеќавам, јас сум бил многу мал. Имам слики кои што кажав некој за тоа, меѓутоа тоа се некои само визуелни некои фајлови, знаеш. Да, да. Иначе тоа било класична печалба на моите родители. Јас сум, знаеш, и тоа е денеска популарно да кажеш дека јас сум син на работници, знаеш, и Исто. тоа е тоа, да, и како се вика, и така животот навел да се отиде топ искуство, знаеш, кај да отидеш, ја Да, да. зборам, најбољи инвестиција по мене на младите језда, подобро, моите не биле стари тогаш, али најбољи инвестиција е у патување и у образование, така да Нормално. ова е неформално образование и неформално патување у иста ствар. Точно, се слагам потполно со тебе. Добро се враќаш тука, нели се поминува тоа што поминува и кажи ми за од каде љубовта си према уметноста си имал ли, не знам, некогаш како мал нешто допир со тоа, па да кажеш и сакам да идам ваму и таму да студирам, да цртам, да правам. Или само добро по себе си дојде тоа? Па види, прво доаѓа само по себе. Прво реагираш на визуелни илустрации, работи, цртани и тоа те занима. Знаеш, деца во што од мали покажуваат интерес кој каде. мојенки, да. Например, мојот брат се залюби у спортот одма. Он фудбалер беше и засака фудбал. Ја сакав цртање, од секогаш цртав стрипчиња, сакав стрипови да читам, многу читав стрипови, да многу гледав цртани. Подоцна, дали сум сакал да учам, ја тоа и го спомнав, знаеш, имав среќа што државното средно училиште се наоѓа у Скопје. Така да, најверојатно ја, која сум, знаеш, која имам некоја мрежа со Скопје, поврзано, затоа што колку и да е такво кој што си е со сите грешки и фалинки, Си го сакаш мене па. ми е овозможило да јас се реализирам. Јас сум сакал да учам средно уметничко, сум упишал средно уметничко. Дали сум сакал да студирам надвор, сум сакал. Ја кога запишував, сакав да учам анимација и стрип. Анимација и стрип тогаш имаше, кога ја гледав програмата, немаше у Скопје, тогаш, имаше у Београд, имаше у Бугарија. У Бугарија не кев да идам, а у Београд беше многу скапо. И се запишав на ликовна академија на графика и мислам дека тоа беше права ствар за мене. Тоа беше најдобрата ствар можда што можела да ми се случи, али нели животот си има планови за тебе. Да, Ти после, некогаш не ги планираш болje од универзумот тој план. реално, ја верувам у тоа, така да... А имаш ли тренирано нешто како мал? Имам, зборев мене и преска, ја тренирам Да. кошарка, да, и ја многу сакав исто кошарка и уште сакам и гледам NBA, да ти кажам сега пак. И топ ми е. Се наврати од гостувањето Да, што беше мислам- кај човеков, па почна пак да Па гледаш не, NBA? гледам дека види ја и таму бев малце крут, викам не гледам, ама не пратам кој што сум прател, на знаеш, не времето, сум да. бил залюбен кој играле Соникс, јас сум се тресел, знаеш, сум се Да. расправил со сите, Шон Кем, Гери Пейтон, Сиетл Суперсоникс. Сега гледам
кога сум у можност. Кога можеш, да. Да, гледам и сега NBA, интересно ми е, едва чекам плейоф. Ние сме генерација на деца кои што растеле со спорт пред зграда, сите видови на игри изборам. Све, без телефони, без ништо. Да. Така да, баскет многу сум сакал, уште играме еднаш или два пати неделно со пријателите од контрола на летање, увек ме викаат не ме спомна, еве ги споменјам, поздрав до нив и пошироко. Поздрав до нив. Да, не само од контрола, него има тука и падобранци други. Играме еднаш, два пати у неделата, и кошарка играме, значи на два коша, да. Така да имаш тука сите генерации од 20 до 50 играат сите. Тренирав кошарка у Соколи. У Соколи? У Карпош Соколи? Да, у Карпош Соколи, у Војдан Чернодрински. Тој ми е матичен клуб, подоцна се пребацив у работнички, тебе не ти е тоа многу мило. Не, више ми е све едно, така. Само што вако сега живееш во аеродром, навиваш за работничкиот си од Чаир. Све ти е измешано. Ама нема гајле, мислам се заебавам, се шалам. Не, знам. Види, ја навивав за работнички, навивам уште за работнички. Да, јас си го одбрав клубот. Мене никој... Види, ја имам таа среќа да ти кажам да можам да... И тоа ми е драго да го спомнам. Моите родители не влијаеле на моите избори, значи тоа многу многу види, ја навивам за Арсенал, но татко ми не навива за Арсенал. Значи за Челси, за никој. Не навива за калјари. Да, нешто така. Знаеш, драга му беше Барселона, али не е навијач. А јас сум страствен навивач на Арсенал, ги почитувам Арсенал, али сам да ти кажам не влијаело и изборите. Да, така и треба. Ја и брат ми, ја имам постар брат. И нели са, постариот брат, помалиот брат го следи. Меѓутоа сам да ти кажам, јас сум бил таква здрава, сум растал. Знаеш, не се наметнувала идеологијата. Да, има што е добро, што е лошо, да те поучат. Меѓутоа сам да кажам, ни брат ми не навива за Арсенал. Да, се различно. Ни брат ми не навива за работнички. Мислам дека он за едниве и другиве, само знам дека он навива за Вардар. Тука не во Чепка, знаеш, он е за Вардар. Али сакам да ти кажам... Дека немало ја ако навивам за овој, са и ти ќе... Работнички е мој избор. Јас сум навивал за работнички, многу сум ги сакал, уште ми се драги, уште ги сакам. Сега, кој што ти кажав, бев на МЗТ работнички, баш со другариве. Од таа страна бевте, од црвената? Не бе мешани, мислам дека ја бев само. И репрезентативец со Христо Стефанов. И он е у наша екипа. Ја и он само за работнички, другиве се за МЗТ, знаеш. Да. И отидовме да гледаме на неутрална трибина, нормално. Си навиваа, ја дека бев у Јане Сандански, не навивав гласно, али си навивав у себе. Да, и добра утакмица гледав, 97-87, тоа те викам, некако интересно, работнички даде отпор. Добро е, дури има дербиња, дури има кошарки и такви ствари, боле него да има пуни казина и такви глупости, нели? Мислам дека ќе се сложиме околу тоа. Види, само сакам да ти кажам, кога работнички беше јак, МЗТ беа јаки. Они играа финалења. Да, па цело време. Работнички, ради други фактори, победнички дух, едно друго, ама МЗТ не беше слаб. Они мислам дека Реал Мадрид ги тепаа јако бе дете. Да, ја тоаш бе. Не беа, сега е друго, сега е многу јак. МЗТ сега политиките се влезени, да. Знам, и не е фер тоа. И ја го викам, ако сум за МЗТ и сакам да бидат на ниво. Здраво е да си за МЗТ, како ние ќе идеме напред. Треба конкуренција да има, здраво е да си има конкуренција. Како ќе бидат појаки МЗТ, ако немаат конкуренција, да. Не иде тоа. Тоа не е, мислам. Само што све е заеба кај нас, така да. Тоа да. Тоа е скроз друга тема, не ни сакам да отворам, пошто е ептене деликатно. Не е шо, може да отворим. Може да, попосле може само да стигнеме до ова.
рапот е поврзан со кошарката, со таквите ствари. Дали од таму почна љубовта према музиката? Прво, као почна сето тоа? Сега пробувам да размислам дали е рапот па кошарката или кошарката па рапот, да ти кажам. Или уметноста па... Види, децава, тоа е факт, деца која сме, го правиме она што гледаме. Не тоа што ни го кажува. Деца прават тоа што го гледаат. Да. Ние гледавме кошарка. Имаше на еден NBA со Љубомир Николовски. Аха, знам, Се не знам дали си ги фател тие, да. И ние гледавме NBA, ние ги гледавме Chicago Bulls, Supersonics, Lakers, знаеш, Джордан ние сме го гледале. Јас сум генерација што го гледаше Джордан. И едноставно тоа правевме. Ние гледавме фудбал, гледавме кошарка и тоа и игравме фудбал и кошарка. Сите нормално лиги ги даваа на тогашните македонски телевизии. Дава и Италија, и Англија, и све. И Шпанија, знаеш. Така да мислам дека прво засакавме спорт, па после кога пуштија Вива, видовме и рап, знаеш. Сега. Не ме фаќа за збор, може да е од тоа, не знам, не го памтам моментот кога сум рекол ова е тоа. Тоа, знаеш, полека да, те влече, те лови, мислам, ти го одиш тој пат постепено. Така да, точно кога сум засакал, не знам, знам дека сум ги гледал на Вива Кулио, сум ги гледал Фуджис, искочи едни нана тие, не беа добри, ама знаеш, и тоа се слушало тогаш, македонски на еден-два спота имаше тогаш, знаеш, мислам прв спот што сум го гледал македонски, мислам дека е Сафари. Збориме за рап, така? Да, за рап, збориме за Саф. Да, за рап. Да. Иначе музика нормално сите слушаме, знаеш. Пошто мене кој, извини што те прекинувам, мене кој ќе ме праша нешто на рап, мене одма ми текнува на тебе, дека као ти дека си почнал со рапот и све, пошто не знам, валјда сум таа генерација, 91-а сум и сме почнале со вас. Да, па види, има генерација пред мене, јас сум втора генерација, ама нескромно е да кажам дека не сум земал учество у тоа да го поместиме рапот од тука. Да. Значи, мојата генерација го стави рапот у мејнстрим. Претходно постариве овие пред нас имале задача да го пробијат рапот тука да го донесат. Култура кај нас, да го стават овде на маса. Сега има една група, например, што е многу поценета кај нас, а ја па многу ми е драга. До ден денес се вика уличен ритам. Многу малце ја знаат. Они се баш онака бум, бап, хардкор, топ рап. Мене многу ми се свеѓале. Али они се по-андерграунд, они се по-алтернатива. Зборам, поценета група е таа дека не ја знаат многу. Ги знаат сите чисто. Не, ја не ги знам, рецимо сега тие. Да, сите ги знаат чисто околина. Да. Овие се у исто време, ама се малце по-андерграунд. По-джези, знаеш, по некако чиста се малце имаат они алтернативен андерграунд, Beastie Boys, знаеш. Така да уличен ритам кога ги чувме, затоа викам, многу ќе биде они се тие, уличен ритам, чиста околина, пред вас, пред вие да дојдат. Да, па они се постарата генерација. Од мене се постари 6-10 години. Знаеш. Не сум знаел, гледаш. Па Сав се, знаеш како они уште ги гледаш така полу пензија, полу активни се, па ние ми Сав првиот албум го издадоа, не ме фаќате за збор 2000-та, мислам дека тоа е пред 23 години. Да, пред 23 години. Значи они го правеле албумот од 96-та, 7-та, 8-та, ајде. 90-ти, крај на 90-ти, знаеш, у златно доба на рапот. Така да они се прва генерација. Сав, култен бенд. Они го извадија рапот на сцената, некако го, да може да се препознае, сега ние го дадовте газ малце. Го поместивме на друга летвичка, знаеш, да биде малце подостапен
за сечие уво, да не е само за рапери. Да, то нормално, те разбирам што сакаш да кажеш. А на колку години влагаш у тие води? И као имаше некој, не знам, некој долу имаше тогаш? Имав како, не, мислам. Влагам 10-11 години, почуваме ја снимаме на касетофонче. Првата песна студиска ја снимам на 14 години. На 14 години? Да, на 14 години ја снимам Закана, или вистинска закана или закана, не знам како се вика. Ја има на YouTube. Таа ми е прва песна, прва студиска снимка евер. После таа, пред 15 години би рекол, после таа песна све е историја. Сега викам, после таа се отвори вратата и почнав да се реализирам у тоа поле. А добро, со стилот што е поразличен од сите други, сам по себе си дојде ли? Со брзите, со римите? Па сам по себе, види, ја... Пошто ти, рецимо, се двоиш од другите, со стилот. Да, ја различен е малце. Ја сум, знаеш како, секојаш сум следал мој пат. Трендови и моди почитувам, као се вика, се трудам и сакам и апелирам да препознаваме време, простори и околности у кои што живееме, ама ја некако си го терам мојот пат, знаеш. И не ми било битно на сцената тогаш, ја кога улетав, мракот беше застапен. Мислам, underground сцената, underground рап сцената беше мрак у мода. Мрак кој е помрачен, кој е по-хардкор, кој има мислам, хардкор што е? Хардкор е да го следиш баш својот пат без разлика на трендови и моди. Не она што е популарно, него тоа што ти мислиш, да. ти сакаш, ти што сакаш, ти го вреднуваш, ти го гледаш како вредност. Така да ја не се трудев да таков бил увек мојот пат. Тогаш беше кој по дебел глас ке има, ја и улетав со најтенкиот глас на сцената. Да. Дали брзо сум рецитирал, па така ми доаѓало, така ми лепело, така тие работи сум ги слушал, тоа не сум го измислил. Само по себе си дошло. Да, него тоа го правеле други во, не знам, и тука и надвор. Меѓутоа ја сум го налепил на мојот сензибилитет, на мојот идентитет, на мојот авторски печат, знаеш, така лепело да биде. И не можам да кажам дека јас сум го донел тој джези стил, дека ги спомнав уличен ритам, правеле джези рап пред мене многу. Али јас сум го направил на мој начин. И некако валјда тоа го препознале, го препозна сцената. И уште го препознаат луѓето, те препознаат и гласот и стилот и се. Ете, и тоа сакав да ти кажам, видиш, ја ова не да не се сватиме погрешно сега, да не мисли дека некој него, тоа и апелирам да си го најдеме ние нашиот сензибилитет и тој да го вклучиме нашето субјективно у објективното. Знаеш, ако е искрено, искреноста е една вредност у уметноста што е многу силен столб. Знаеш, да не копираме други, него да си бидеме своји. Па, сите ние копираме. На некој начин, што кажав, дека сме деца на постмодернизмот, сите, знаеш. Све е пред нас измислено, али на наш начин да го направиме. Да. Ти кога ќе видиш, нели ја тоа го зборам, Самурај Џек како лектира за постмодернизам, кога ќе се базира на стари филмови на Акира Куросава, али на начинот кој што го прави стилот е невиден до тогаш. Самурај Џек го памтиме по стил. Каков стил има, али базата му е веќе поставена. Така да базата ке мене била поставена, хип-хопот постои у златното доба, поминало и така натака, само ја сум го правил на мој начин, не сум се замарал многу и до ден денеска, еве ја денеска снимам тоа што фали на сцената, мене што ми фали. Знаеш како? Нешто е актуелно, нешто е
популарно. Бенгери, менгери, свенгери, такви ствари, да. Ја гледам мене што Ти ми си се се слуша, држиш до знаеш, твоја. мене што ми се слуша, ја затоа викам, јас сум бил слободен, ја почитувам, гледам сега некој некои изјави, некои идеи дека требало, нека заработува секој, не, да се вратам, изјави као добро, ама треба да се заработува, може. Ако Да. некој има единствена опција му е да заработува Тоа. од музика. Во мое, ја кога бев, кога се чаталеше патот, вака, кога требаше да се раздели, јас сметав, тоа е мое мислење, дека во Македонија, ја лично, не викам сега другиве да не ме сватат погрешно, затоа и ги сечам реченици, и ги кочам да не некој да не излета. да не некој Погрешно те свати. погрешно ме свати од младиве, да, Да. се обесхрабрат. Ја не ќам да обесхрабрувам, него сакам да кажам, ете, ја видов дека со тоа ја што го правам, ја сакам да го правам музиката, немам пазар ја да живеам и да заработувам од тоа. Јас сакам, хип-хопот за мене бил слобода, бил израз, бил Љубов на некој љубов, начин. љубов бил можност да се развијам, да пораснам, да прогресирам. И сега, ако ја тоа го правам така, прво немам пазар за да живеам од тоа. Ја не сум живеел у заблуда, сум рекол, види, ја од ова не ни влегов за да Да, заработам. не ни очекувам да нешто. Јас заработувам од тоа за што сум школуван, значи сум имал опција. Не викам секоја чест на тие кои што прават пари од музиката, Да, од хип-хопот, и ги има. Гледаш, Има доста да, има. да, прават, значи ја ако речам нема пари од хип-хоп, не сум управо, ете ги прават. Да, Ја тоа што сум го избрал, сум избрал слобода. Не дека овие не се, слободни се, али слободни се и они, али меѓутоа слободни се да изберат тоа што си го избрале. Но. Јас сум слободен да го изберам ова, мене ја го снимам тоа што ти кажав, го снимам тој звук што ми фали тој, не дека нема бумбап, има бумбап стил, него тој дарк джез некој, знаеш. да, ништо. И јас си го правам тоа што сакам да го слушам. Деци. Јасно. Кажи ми, кој ти бил идол од овие странски рапери, да кажеме? Од странски? Да, не од нашите тука, што биле него од страна. Вака, ја многу ги сакам, уште ги сакам, ги сакав и уште ги сакам Фуџис. Они ми беа мене најволи, се уште мисля, да скоро ми е можда најволи, еден од најдобрите албуми. Не како се љутат луѓе ако него кажеш нивниот за најволи, Да. готово ти врцаат очи, знаеш. Многу рапери сум ги сакал, мислам, знаеш, идол. Не сум, ми биле Што си се идоли, не поистоветувал сум следел никого само ко него да бидам, ко тој да се шишам, ко тој да правам, не така, него луѓе што сум ги следел, многу ги сакав Фуџис, многу сум го сакал и уште го сакам Нас, Тупак, ми бил исто најволи другар, знаеш, Тупак ми Да. бил многу добар другар, ете, луѓево, не сум го дообјаснал тоа, неговите текстови биле баш keep your head up, hold on, be strong, знаеш, кога мотивација. ти ја разбирал болката у младоста што ја имаш, тешкотијата, тоест, и те тешал. Од друга страна, кога ќе видам, ете, многу влијаел на мојот начин на пишување Нас, знаеш. У еден извесен период многу сум ги сакал Redman и Method Man. Pharcyde ми се, официјално сум кажал, омилен бенд ми се The Pharcyde. Така да, Значи од се по нешто. па не можеш, многу луѓе, многу рап артисти се, Да. знаеш. Кој искочи Eminem, Е да, со баш The сакав Slim да те Shady, прашам за Еминем, да. мислење. кој искочи Eminem, не ни се веруваше. Мислам, нема што ние мислење, имаше тогаш Source, едно списание за хип-хоп. Аха. И го собиравме како деца, кога бевме средно, собиравме Source. И го праша, тогаш искочи Eminem, знаеш. И ги прашува татковците на хип-хопот, го праша Cool G Rap. Знаеш, са ние можеме ни се свиѓа, не ни се свиѓа old school фациве, кога ќе се спомне Cool G Rap, сите се исправуваат и даваат почит. Се го прашуваат Cool G Rap, што мислиш за Eminem, и он му е памтам одговорот, вика феномен. Точка.
Да, пошо Феномен. Баста Раймс го прашуваат, што е со тој, знаеш, така да... пошо нели хип-хопот е уствари црнечка музика така и сега доаѓа човеков ги мислам така Да, да. останало. Па ете, Овај. видиш, не постои такво нешто. Да? Па- Пошо не знам мене ја така сум Не, слушнал. така е, дека доаѓа од таму збора, ама ете ти. Ама Еминем, доаѓа човекот, зашто да. Ништо не припаѓа, види, ја да не отвараме таа тема, тоа е пигментација, знаеш, јас сметам дека има една раса, различни пигменти на таа раса. Еволуцијата направила, дали е бел, дали е црн, ајде, да не Да, навлагаме. да не навлагам. А кажи ми, после, мислам, од каде доаѓа Тонио Сан или Еренес? Пошто ја до ден денес не можам да Добро прашање. да разберам. Зашто негде си Еренес подпишан, негде си Тонио Сан, а се работи за истиот човек. Да, ја кога почнував да снимам, требаше со име некое да влезеш, знаеш. И ја не знам како се викав РНС. Не знам како ми дое, се викав, тоа е она мрачното време и се викав репликата на стравот. Тоа беше Аха. РНС. Меѓутоа тоа име репликата на стравот и тој соло албум Цветот на светот што го снимав не идеше. И сега РНС што значи и почнавме да се зезаме ние. Нели што е РНС? И почнавме тука. Ручам на стол, рекам на селјаци, растам на саксија, работам на случајот. Едно, тоа е може, работам на случајот, одговара. РНС го сменив од репликата на стравот у работам на случајот. Меѓутоа, истото е. Тоа е можда и едно убаво да се подели тој Тонио Сан тогаш кога бил дете и малце оној кога си го, знаеш, дека ти си го Повозрасне, си го бараш стилот, си го обликуваш стилот и овде уште зависи од продуцентите. После тоа, знаеш, негде и ти не знаеш. Знаеш, у прва година на факултет кога си прва и кога си четврта, немаш исти заклучоци. У прва тоа што си мислел, у четврта сосема друго. Ти се допаѓа, ти се свиѓа. Може и не зборам сега за оние идеолошки круцијални работи, зборам за детали, за некои прозорчења. Така да, Тонио Сан е уствари комплетирање. Како дојде до Тонио Сан? Најверојатно мојата љубов, тоест фокус кон Јапан, јапанската естетика, јапанската идеологија. Тоа ми беше следно прашање, Да. поврзаноста со самурајот, со мачорот, со све. Од таму, мислам... Не, тоа е покасно. Да. Ова со... Не, да, тоа ќе ми беше следно прашање, иначе сега за Тонио Сан. И ја игравме Самурај Шоудоwn многу и мојот лик на почеток беше Укио Точибана. Ја играв со Укио. Аха. И некако Тони, Укио, Тонио, со Кемп мислам дека он го залепи, мислам така, Тонио и некако залепи Сан, си дојде он, ма после тоа баш сакав да налепам една јапонска идеологија на себе си, самурајска, и некако така се спои, знаеш, се комплетираше, се еволуираше само у Тонио Сан. И мислам дека тоа е бесконечното. Мислам тоа е тоа. Тонио Сан е патентот и мислам дека се комплетира. Значи, помило ти е да те викаат Тонио Сан него Еренес, така? Нема, или да, Еренес не ти пречи Еренес? Да, некој кој ќе ми каже Еренес или РНС, гледам каде е, гледам што слушам, дека е таму. Па да, не дека останал, него тоа му се допаѓало најверојатно. Види, истиот човек е тоа. Да, истиот човек се Еренес или тоа исто е, дали, знаеш, можда тоа му е драго, како да кажем. Некој тонте ако те викал као дете, и денеска ќе, знаеш, имам родни нешто ќе ми рече тонте, кај си ја више. Да, знаеш, така да можда немам проблем со тоа. Ја не се љутам, тоа исто и јас сам кажувам Еренес верен на те. Јас сам се викам Еренес. Еренес е тој. Како да го кажеме? Ајде, можда друг пат, можда понатака за тоа. Сите ние имаме
лева, десна страна, црно и бело куче. А Ерене звере на теренот, тоа ти е на некој начин патент и сите те знаат по тоа. Па да, види, тоа ти е онаква, тоа е баш така, патент го фрлаш, препознатливо, тоа е нешто што сите рапери го прават, знаеш, сега да не е барам што му било на Баста, што на Тупак, што Вака на... сите знаат, да. Си го фрлаш ти тоа, пошто ти е кејф, тоа ти е кога да го покажуваш логото свое, знаеш, кога го покажуваш дресот. Така да тоа, не дека нема што да кажеш, него го буташ да ги подсетиш. Да, за да има и цело време да им влезе у подсвест, за да знаат више дека... Да ги подсетиш што е, како. А кажи ми инспирација за пишување на текстови, од каде доаѓа, пошто Лептен се сите текстовите ги имам уствари слушано и знам што е, како е, зашо е. И многу ми се, ја ќе седнам некад, пошто сакам нешто да напишам, викам, ај сега ќе напишам нешто ко Тонио Сан. Нема везе, нема шанси да напишам ја нешто такво. Па, знаеш како ќе биде клише ако кажам од животот, нормално е дека да, од животот. Инспирација. Има некои ствари што ти кликаат дугмиња едноставно. Знаеш, ја секогаш сум за креативни решенија. Јас сум повеќе за креација него за раздор. Мислам повеќе сум за обединување него за раздор. Повеќе сум за конструкција него за деструкција. Така да најверојатно ти кога у себе, како сите ние, животот кога е према нас, према сите нас, не по наша волја, да кажам, ти мораш тоа да го канализираш негде. Да не звучи премногу романтично, едноставно имам кажано у стихови, фигуративно кажано, у текстот ги заробив демоните. Знаеш, да. Тие што не мачат, фрустрациите и комплексите, мора негде да најдеш да ги заробиш. Да се ослободиш од нив. Значи, тоа е креацијата, да се ослободиш, да се прочистиш од тие, да ја испражниш чашата за да може да влезе нова енергија внатре. Текстот е само еден медиум. Истото го прави било која гранка на уметност. Тоест не мора ни да биде уметност, делување, едноставно делувањето, знаеш, играње спорт е истата работа. Да. Или било што друго, било каква наша активност, да, ова сега ти што го правиш е конструктивно, значи, си направил своја платформа на YouTube каде што ти учествуваш, како да кажам, тоа е све делување. И текстот е тоа, сакав да ти кажам, чисто да го оправдам, не мора да ти иде баш текст да напишеш, знаеш, сосема исто, некој го доживува тоа исполнување на водно кога се качи. Како да ти кажам, сите ние... Тоа што доаѓа, идеи, не, зборам, инспирација. Нас што не прави, нас што не ослободува? Не ослободува затварање на циклус, затварање на процес еден. Комплетирање на мисија, знаеш. И ти кога ќе си направиш цел, тоа го прават игриците. Имаш ти квест и кога ќе го завршиш квестот, знаеш, мишен комплит, некој чувство на исполнетост си направил. Се ослободуваш, да. Тоа може да ти биде денеска станот да го ичистам ми е квест, знаеш, кога ќе го завршиш целото. Тоа ти бил квестот. Не бе како и сега, например, седам со тебе, си правиме мојот и као подкастот со Тонио Сан, штиклиран и сум... Рад и си завршил квест. Издишка имаш, воздишка, и да, те разбирам скроз. Тоа е, пази, ова е психологија, сега збориме, знаеш, ти она баш е тоа здраво, психолошки да го правиш, знаеш, да си најдеш, нели она... Издувен вентил, па стара мудрост вика, невработениот ум е игралиште на ѓаволот. И тоа како е игралиште на ѓаволот. И ти ако седиш и ништо не правиш и ги прибираш само фрустрациите, после ќе излетаат на лошо место, да. Не треба, знаеш. Да, реално е така. И се текстот е да се вратиме, текстот како сум го пишувал, неверојатно не мора да биде тоа од тие пориви, не од тие, него е едноставно од потреба да
сработиш нешто, од потреба да комплетираш нешто, од потреба да штиклираш, да затвориш процес, да напреднеш, да се развиеш. Не знам, некој збор, мислам, некои идеи, ставови можеш да ги кажеш, да ги извадиш, да ги размотриш за да ги филтрираш. Да, Ако седат само у тебе, не џабе, искочат. ништо не правиш. А Така да, темите, како ги бираш? Мислам, или чисто рандом, што која ќе ти дојде? па види, ги мислиш, ги планираш, зависи од што ќе се инспирираш. Знаеш, може да се инспирираш од случка животна, може да се инспирираш од книга, од стрип. И тоа не од приказна во стрипот, него некој диалогче што тебе ти уклучило, што ако ова отидеше навака и ти ќе си ја допреш приказна. Чекај, што ако иде ова навака и пишеш песна као, не знам, Ситно бегство. Како дошла до Ситно бегство? Еве, таа е една песна, ја зборевме на подкастот со Прилепчанецот. Тоа е песна, приказна е, сторителинг за како некој бега. Баш ми дошла од Running Away од Боб Марли. Тоа сосема друга песна, само тој стих ме инспирирал. Нема врска песната негова со ова, сосема друго нешто пее. Он збори за себе. Да, друга насока. Он збори за себе, како бега од, да не наблагам. А мене тој стих само Running Away ми направил, Running Away, тема за некој кој што е постојано у бегство и што е бегството, дека е нерешение, него одложување и така натаму. Сакам да кажам, се лепа теми. Да, се може да те инспирира. Само да те прашам, која ти е тебе омилена песна од твоите вак? Една така од поомилените. Добро прашање, ама тешко види сега на ова што ги ставив песниве на сите платформи. 91 песна се закачани. Се треба ја една да најдам од 91, знаеш. А че сена се имаш тотално до сега 91 песна? Не, имам, меѓутоа ова се официјалните албуми 8 што ги ставив. И која највише ескалирала у според тебе? Тоа што им се свиѓа на луѓето не мора да значи дека мене ми се свиѓа, знаеш. Мене рецимо разговор со смртта, така се викаше, таа ми е мене ми е омилена. Не разговарај со непознати, да, таа ми е мене омилена. Таа ти е омилена. Да, пошто реална е, многу е реална песната. Па види и таа е, многу ми е мене драго, мора да ти кажам, многу ми е драго луѓето што препознаваат песни како таа. Знаеш, обично луѓето сакаат песни што имаат побрзо темпо. Што лепа тептен на прва. Мислам, да, што се као бонус трака, знаеш. Да. Некако, нема што ти многу да мозгаш тука, што се збори, што влака. Да, значи брза трака, добра тера, добро темпо, мислам, имаат квалитет тие песни, ама тоа не е длабоко нешто, не ми требало. Да. Знаеш, не разговарај со непознати, ја книги сум читал за таа песна. Таму има духовни учења мене што ми влијаеле, знаеш, се збори за реинкарнација. Да, реално е многу подлабока е зборам. Темата е многу така, да. Да, тешка е и мрачна е, и дарк е, не е популистичка, како да кажам. И луѓето им се свиѓа. Многу е добра песната, реално, и викам браво, свака час на човеков као седнал. Не знам, ја не можам тоа да го направам. Многу ми е драго дека ја препознаваат, така да немам знаеш, тешко е сега да кажам која ми е мене омилена песна. Мора да кажам дека у моментот таа што ќе ја снимам, ако ми се свиѓа, ако ми лепи, пази, сега од секогаш било така, него сега најмногу ми е тоа у последниве албуми. Сега снимаме еден албум, еве, да ти кажам, и ќе искочи многу брзо. Ќе искочи? До крајот на неделава ќе го снимиме цел. Значи, одлично. Готов е. Значи имаме нешто ново за слушање. Уште 3 песни, денеска после подкастов, 2 ги снимиме у студио, уште една и ето го. Има една песна од тој албум, тоа што кажав, го снимаме она што ни се свиѓа.
Значи мене што, знаеш како, прво битот, грувот, сакам да ми се допадне, не е битно, не го мерам, овој ќе им се свиѓа на луѓе во овој брст, не, гледам мене да ми се Тебе да ти допадне се и свиѓа. мене дури не мора ни да ми се допадне, да ме натера да пишувам. Тоа е интересен момент. Ти кога ги бираш битовите од продуцент, не му ги взимаш најдобрите битови, него тие што ти ги уклучуваат копчињата. Да, Значи, што не ти сум ги легнува. земал најдобрите битови на продуцентиве, него некој бит у ќо што го ставил, ова ми едноставно ме инспирира, знаеш, да напишам. Се откако суме ги нашле битовите што ни се свиѓаат, ги имам напишано сите текстови за новиот албум. И снимивме една песна што ја утепавме од слушање. Ја убив од слушање. Добра? Да, Чувари на грувот се вика, така се вика албумот. Се вика Аха. Чувари на грувот, така се вика и песнава. Врат ја убив од слушање после овакво. Мислам, ја исцедив тотално. Чекај да видиме се ние и ги проверуваме песниве. Како звучи у кола, како звучи у студио, како звучи кај мене дома на мој звучки. Знаеш, да видиме што е за миксот. Да не треба пијаното да се намали, знаеш. Да, тонови му на И се. ја убивме од слушање, сега веќе не можам да ја слушам, готово, ја Преслушана исцедив. Да, ти е. сега ја исцедив, сега ако ја пушти, немој ова. Али у тој момент да ме прашаше, која ти е најбољи, ќе ти кажав Чувари на грувот, најбољи песна. Да. Сега ми е една друга. Од постарите или се од овие новите? Не, од новите, а од постарите. Од постарите Ајде нешто од- што е птенти при срце, птенти лепи на срце. Па не знам, види, ми се свиѓа овој новиот албум, пакет 3. Тој ми се свиѓа. 3 минути со тебе? Таа ми е многу драга, таа Многу е многу добра. ми се свиѓа. Мене Дума ми се свиѓа, да ти кажам. Дума, да ти кажам искрено, ми беше исто една од така по фаворитите, али кога го правев спотот за Дума, 3 месеци го правев, значи Па, видов толку ја дека- убив од слушање. Морав, за да е ова што кога ќе почне сега тоа звукчето циу, Ти се ежиш. па ми треба време да помине за да ја слушам Да, пак. да, добро. Иначе да, Дума ја сметам за една од подобрите песни. И кој победува на крајот? А, Стариот или па види, продолжуваме или се пензионираме? да, добро прашање. Знаеш како? Сега малце Те ова- стај по Дума. Не, ова сега мора филозофски да се објасни. Дека важи и за мене, и за тебе, и за нашава држава, континент и планета и за сите. Имаш ти, да не влагам, види, имаш ин и јанг све, ајде на крај. Добро, да, Имаш ин и јанг. добро и лошо. Да, имаме јин и јанг сите и тоа е поделено на, па не мора на добро и лошо, али дајде да кажеме на плюс и минус на добро и лошо, знаеш, у тие книги, некои јас што сум ги читал на времето, за духовни учења, таму убаво и јасно е пишано у сите религии. Например, се вели дека сите ние сме поделени на его и на вистинско јаство. Така имаме его, имаме јаство. И се ти како сакаш тоа пренеси го. Да биде фигуративно, егото е многу повеќе од ова, ама е за да илустрирам појасно. Егото е она што ни го дало општеството, нашето име, нашето Многу. презиме, нашата лична карта, нашата националност, дека светот моментално си игра помеѓу овие, со ова е проблемот сега у светот. Немаат трпение едниве со другиве. Да докажам, што мислам? Тоа е егото. Нели, нешто што не си го заработил, него Ти го едноставно даде. ти го дале, но така се има договорено светот. Ја тоа го почитувам. Зошто? Дека така е светот договорен. Да, треба така да функционира. Така сме поделени. На така, тоа е договор помеѓу народите. Како Да, да кажам. јасно. И имаш вистинско јаство, демек. Што е тоа? Пази, сите ние ова го знаеме, дека тоа е она што си на вистина ти. Човек, затоа што верува у религија,
дете на Господ или на бесконечната интелигенција на универзумот, како саш кажи го, дете на планетава, што ништо од ова не е вистински твое. Све ова го користиме ние. Да. Така и сега сите ние сме, не може јас сум повеќе од тебе, дете на Бог, а ти не си. Мислам, знаеш, некако, сега, ако е ова до тука, не знам ако сум го објаснил. Они сакат да ти објаснат што е јаство, што не е. Тоа ти е у некои филозофски учења белото и црното куче, белиот и црниот волк. Сите ние го имаме. Белиот и црниот волк. Сега, внимавај да не го храниш премногу црното куче, затоа што црното куче фигуративно е егото. Тоа е поагресивно, тоа е поопасно, тоа ќе те скара со сите, тоа нема да дозволи на никој да се приближи, дека е цело време знаеш, но не сме но не смееш да го убиеш. Зошто? Затоа што тоа е многу боле чувар од белото куче. Белото куче е со сите добро, хаха, хихи, кога ќе дое крадец, оно, дојди, еве го сефот, добро, зема се тоа. Мораш да ги балансираш двете, да се докажам. Значи, тоа е идејата на Јин и Јангот. Знаеш, сите зијаме здраво за готово, или идеме у лево, или идеме у десно. Сите имаме лева и десна страна. Одлуки треба да носи едната, меѓутоа не контра на баланс треба да си. Мислам дали јасно што го кажам? Да, мислам дали јасно го кажам. Ниедна духовно учење, духовна книга, ја што сум ја читал, не била отфрли го материјалното тотално и само духовното храни. Да, пошто не може. Била направи разлика. Ова храни го, ти треба и храна, и вода, и кола, и работа, и све тоа ти треба. За да функционираш. Но не тоа да ти биде, знаеш, балансот помеѓу двете. Јас сметам дека нашите три тела, ајде да фигуративно зборам, тоа се психичко, физичко и духовно. Тие сите треба да ги храниме. Значи за тоа зборам. Сите ние знаеме длабоко у себе дека е така, дека ти на другата страна на планетата да отидеш, можеш да ќе видиш дека и таму живеат луѓе. Без разлика како сме се договориле ние тука сме род. Ти таму кога ќе видиш и таму живеат луѓе што ко тебе размислуваат, може имаме културолошки разлики. Сите имаме, зборам културолошки. Нормално е тоа. Тука имаме културолошки. Ама не треба тоа да биде проблем. Не треба ти си за МЗ-та, јас сум за работнички, готово. Сакаме една иста работа, сакаме. Точно. И ја треба да ти помогнам тебе, знаеш, таа компетиција е добра за тебе и добра за мене. Нормално. Како ќе стане, тоа зборам, како ќе стане Арсенал да тепа 49 утакмици, многу драго да го кажам. Ама како ќе стане Арсенал непобедлив у сезоната ако не е Манчестер толку јак? Да, или другите, да нема конкуренција. Како ќе станел Венгер толку голем ако контра него не бил Фергусон и обратно? Ти ги гледаш Фергусон и Венгер сега заедно, код двајца стари бачори, самураи и поштовање овој му дава на рука. Сега, ова морав да го кажам, затоа што ние го имаме тој проблем денес и овде. Знаеш, уште не сме се разјасниле себе си и мислам дека светот тоа го има. Оваа страна припаѓа на, пак кажувам, треба и едново и другово да се негува. Да, јас сум Антонио Арангелович, така сме се по лична карта, со тој матичен број, за да можеме системот да функционира. Да, нормално. Македонец, роден у Скопје, Македонија и така, збори македонски јазик и све тоа. Но исто време сум и припадник на светот, знаеш, на човек, на универзумот, и тој што е у Африка, и тој што е сите. И тој е дете на универзумот. Нормално, сите. Тоа малце хардкорот е сега, овие не се деца на, знаеш, сатанистите, да мислам. Одма ти кажува тоа се више
други вако мислење. Да, не сакам да навлагам подлабоко, но гледам дека се тоа е модерно. Тоа е модерна тема сега. Гледам дека сите ја зборат, знаеш, млади дечки од по 20 години зборат, не викам ја, не. Само сам да кажам, мора малце подлабоко да се навлезе. Знаеш, ние не знаеме, ајде, затоа ја мора да знаеме малце за да збориме за тие теми. Ние ги пукаме од онака. Да, само нешто слушнеш и так се кажеш приказ. Ајде да дојдам до тука за да потрае малце подкастов. Сега, овој младиот го представува тој дел. Не во буквална смисла тој дел, него тој е малце емотивно понезрел, помлад е и е поемотивен. Емотивец е тој. Тој е Еренес? Можеш да го споредиш со Еренес? Може да се каже, да, тој е Еренес, уствари. Поемотивен е, и он е управо, знаеш, пошто ја ти кажав, двете страни се управо. Ајде, да, и двете се. Кога кажавме црното и белото куче, рековме, не треба да го... И црното ти е боле чувар. Да. Мораш, но не смееш да му даеш да води тоа, дека... Пошто ќе стане хаос. Па нема да можам да влезам ја, пример, ке тебе, дека тоа ќе ме напаѓа, ќе рече што си дошол, ти сакаш да ми земеш. Реално. Ме разбираш, но тоа е боле чувар, тоа треба да ти стои тука, дека... На готов си. Дека ако некој те нападне, тоа боле брани. Нормално. Али ова белово е... Тоа храни го. Поише. Да. Да не преовлади. Мислам, види, ова е моје мислење. Не кажувам да се повторам, не кажувам ти што да правиш, не кажувам некој, кажувам ја. Да, за тебе, мене. да. Јас за гледам тој си тука и те праша за дома. Ја гледам за мене, јас зборам за мене. Кој викам, ја гледам тоа куче да го хранам, а ова другово нека седи. Нека не може, знаеш, некој ќе ти каже его, ја немам его, мислам тој што ќе каже ја немам его, тој има его. Тој има најголемо его. Нема таков што нема его. Него гледаме да се заузда, да не води. Знаеш, ако ќе почне егото да преовладува, се случува капги со сите, скарани со сите ти се криви. Да, ти си најак, ти си ова се. И тоа се случува. Сега, не се у буквална смисла овие двајцава тие, него се тој дел на причата. Ово е малце повозрасен, нели? Тоа е идејата и се сега... Тонио Сан. Па, сака да каже, малце поише има поминато. Да, по искуство. И малце по-рационално размислува. А ово е по-емотивен. Да. Сега, нормално е да го сакаат поише ово емотивниот. Тоа е по-популарно. Да. Дека знаеш, ама не е управо. Ово го смирува цело време, чекај. Па тоа ти викам, мисля, ово е посимпатичен, ово е досаден. Пошто не, чекај, седи, добро е, знаеш. Да. Сите ние го имаме тоа, да скратам, тоа не е само Тонио Сан, тоа сме сите ние. Знаеш, сите го имаме тој дел. Да, сите си го имаме тоа сега. Или друго. И, знаеш како, ова ти е најпрост пример. Кога ќе влезеш у кавга, ти текно е. И кога ќе се испокараш со некој, и кога ќе се истепат, или сте се испцуле све, и длабоко у твојата свест, белото куче, ти вика, можеше да го избегнеш. Ова, да. И тебе ти е криво, ова црново куче ако претера, мада, види не стално, али зборам, тоа е тоа. Овој му вика, види, не мораш, можеш, ма не мораш, после ќе отиде. Тоа е, уствари, идејата е таа и... тоа е нашата внатрешна. Дали да се скараш, да отиде или не мораш. Остае нека секој си се избори своето црно и бело куче, нек си го изборат. Точно. Ако беше ова јасно. Да, добро, ми се свиѓа целата поента. Кажи ми, емоција да те навратам у минатото. Тоест, и денешница, и сегашноста, кога се правило боље музика, тогаш или сега? Си искривив за да му влезам на микрофонот. Да. Кога се правило, кога имало поквалитетна музика? Тогаш или сега? Тогаш или сега? Да, добро е прашање ово. А дали се правило тогаш или сега, види? И што поише се цени? Каква музика? Исто и ова, знаеш, сите ние си го лепиме нашата биологија, ја лепиме со времето. Едно е биологија, друго е времето, нели? Сите сакам, у наше време беше боле. Да.
Сите така викаат. Така е, да. Ја ај вака, да не ја ширам многу. Конкретно, хип-хопот има златно доба. Тоа е, ако гледаме така, све има почеток, нели, биолошки, вака иде у круг. Да. И сега имаш ти раѓање, созревање, зенит И се има слободен пат. и опаѓање. Да. Сега хип-хопот изгледа го доживеа својот зенит. Сега ова ќе се налјутат овие нови. Види, ова ново е некој друг правец, мора да кажам она. Реално да. Друг правец е, не можеш. Скроз, мислам, различно е, да. Све е друго. Друга е ритам секцијата, друг е импактот, друго е деливрито на стихови, знаеш, мислам, порано беше срамота да се пее, сега сите пеат со аутотюн. Да. Значи, пази, пееше и Лорен Хил тогаш, ја ги спомна Фуджис, Ready or Not, се пее Killing Me Softly е тешка песна да се испее, ма Лорен Хил ја пее маестрално, ја пее мајсторски. Лорен Хил не фейка, она пее. Да. Сега пее ако знаеш да пееш, знаеш, мислам, Да, у да, моето не... уво, еве, да не се наљути никој, у моето уво, на нас, што сме го правеле тој хип-хоп, аутотюнот е, Срамота да го... па не ајде, нека не е срамота, ама ги покажува своите слабости, Да. ти не знаеш да пееш, не викам, те поправо ова, мене не ми звучи добро. Сега, Ма денес е свет така. не векам да не го прават, гледам дека тоа проаѓа. Модерно е, го слушаат и сега ти не можеш тука го слушаат. Да, Јас да. со тоа не можам, не ми се свиѓа. Не е твој стил. Па не само Едноставно. што не е мој стил, не е во мојот систем на вредности, Да, еве да да. кажам. Не е у мој систем на вредности, ја тоа како да она не е добро испеано, па е со аутотюн. Друга ствар, тогаш беше поп, сега понатака отиде многу популизам, валјда, не знам како е тоа, ми е тема на албумот. Две теми има новиот албум, Чувари на грувот, а другата ми е, јас сум бил од секогаш имун на популизам и сега го малце тоа ми е темата внатре, онака да не станеме деца на популизмот, пошто изгледа од деца на транзиција, пошто Ќе станеме- тоа сме ние, Да, деца да, на транзиција. транзиција. Сега полека стануваме деца на популизмот. Јас сум Натаму и да работите, уствари више се дојдени. не алудирам вака на конкретно на ништо, него зборам не препознаваме уште што е стварно, Добро, шо вреди. што е само добро звучи. Ја викам дека не си искривени вредностите више. Дека све не е искривено. Дали има, не ти одговорив. Да. Музиката тогаш и сега, мене ми се свиѓа таа поише. Па и мене искрено. Да, многу ако би ме сакал прашаш. да има нешто ново што ми се свиѓа, но нема едноставно. Да, нешто Нема, пардон, не кажа. послабо. Не можам да најдам. Има некои добри ствари, ама треба да ги барам, знаеш. Вака има некои 20% што топ ми се, друго 80% не ми е да не одма ме свада, не хейтам ја немам стајано дислайк на YouTube никогаш у живот, да знаеш. Никогаш у живот, не дека немало што колку не сум се слагал со тоа што сум го чул некој да го збори, одвратно ми било. Да, ама не... Ама едноставно искачам не ти од таму. да. Нема што. Ако не се глуп, да, ја не сум стеал дислайк. Не ставам она и терам. Така да исто ми е ова. Ако нешто не ми се свиѓа, продолжувам. Не застанувам ти треба. Да, па да не објаснуваш ти снима да аутотюн. кажеш. Него го кажувам мене лично, не може, знаеш, некој ако ми дојде и ми рече, еј, слушај ја песнава со аутотюн, ќе ја изслушам, нема да му кажам на некој снимај вака или така, него, па добро, види, мене не ми се свиѓа Да, ова, или добро е за некоја маса, за ова време, ајмо дај. Дома јас слушам стара музика. Така да се изразам. Така си навикна, да. Или слушам нова која што го носи тој грув. Знаеш, јас сакам грув. Не икам многу жанрови да ги делам. Го сакам овој жанр или оној жанр, грувот да ми е добар. Јасно. А кажи ми сега, сам да те вратам, Маце,
Што мислиш за твое време кога бевте поделени на вест ист? На исток запад. Да, на исток запад. И имаше и некои бифови меѓу тебе и Тони Зен, као стоите денес и тоа. Сега ќе ти кажам, Пошто нели имаше, не знам кој, не ми текнува кој прв од вас имаше нешто спомнато за едниот, па другиот врати, па така, па најверојатно ја, да. Да. Сега вака се јавев у таа цела прича, јас сум од Скопје север, така да јавев од Ти скорос на јас сум север, од да. север, разбираш. А овие беа од Така запад да и имам ми исток. кажано у факала Виста исток запад кој ги јебе кога сум лик од Скопје север и тука имаше една група, се викаше исток запад и се наљутија дечки. А дека ти А ја викам и не бе, нели гледаш у кој контекст кога стварно не мислев на Да. него. Викам не бе, нема врска тоа, ја зборам дека за исток запад. друга. Види, тоа е исток запад ти е буквално да не сите го збореле ова, да не ја шириме, тоа ти е пренесено од Америка. West Coast, East Coast. East Coast и West Coast. Мислам, таму е како и се останато денеска некој денес има некои заблуди дека ние не сметме, све ни од Америка пренесено, мислам. Реално. Користам прилика да кажам на младите денес дека да не доеше Брус Ли у Холивуд да му го буквално идентитетот на неговиот да збори за кунфу, немаше да знаеме за Кина. Ние знаеме за Кина преку Запад. Да. Овие духовни учења индиски, ја што сум ги учел, дошле од Запад. И картоните мои се исто од Америка. Па не знам сега, види тоа, не значи дека нешто, ама не знам што луѓево Да, све. сега у заблуда, затоа викам да препознаеме колку е саат. Музикава, ајде, исто е тоа сам да кажам, нас не дошла од таму, хип-хопот од кај доаѓа, извини се, не доаѓа од исток, доаѓа од запад. Праша ги луѓево кои ти се омилени топ 10 филмови, Да, све Шо доаѓа, те реално. кои ти се омилени бендови, кои ти се омилени игри, шо? Све, да. За Управо. Јапан може да Јапан да го збориме. Јапан е по запад Од запад. од запад. Ајде да се вратам. Тоа беше преземено од запад, исток запад. Сега Мгм. самата тема користи, ја си кажувам моје мислење, валјда имам право да зборам за Да, ова. нормално. Да не ми се наљути. Нек се наљути кој сака, ја кажувам Од независно. твоја перспектива. Не, понезависно не може да биде. Исток запад, таа наша ова доаѓа дека ние сме ја следеле сите ние, ја следиме америчката култура, таму е исток запад, како и у NBA имаш источна и западна конференција, сигурно има зошто се поделени источна и западна обала валјда у спортот, Да, парапериве некако се и поднаљу. он исто. Види, уствари, источната и западната страна на Америка, ја никогаш не сум бил у Америка, не знам дали некад ќе отидам, него по ова што знаеме што сме гледале на телевизија. Што сме читале. Значи, Њујорк и Лос Анџелес се различни по температура, по сензибилитет, да. по све. И таму има логика зашто се има логика. Нема, ама има логика зашто се разликува West Coast од East Coast музика. Њујорк, затоа викам, музиката што ја правиме, ти уствари еволуираш со околината. И тоа е нормална приказна, знаеш, она... Различни околини, ваму и таму. Па да, жирафата има долг врат, дека долги биле дрвата таму. Да. И затоа у Њујорк музиката, хип-хопот конкретно, East Coast-от, е малце потврд, потежок, позимски, знаеш, Њујорк. Да, Њујорк има зима. Лос Анџелес Немаат гајлети. нема зима, така има палми таму. Да. И сега таму е звукот полесен, полетен, Полабав. по G-funk, знаеш, и сега они стварно имаат East Coast и West Coast музика. Ти имаш луѓе кои што не слушаат, буквално за тоа викаме оправдано. Имаш луѓе што слушаат нас, Биги, да не ги бројам сега сите рапери од истокот. Тој звук им се свиѓа. Да, по хардкор. Не по сакаат West Coast. West Coast им е по
шабански, Полава, да, не да. кажам, да, знаеш. И тоа со право зборам, има разлика у Да, звукот. да, секој различно. И ние сме го земале тоа иско запад, а тука шо е разлика? Нема мислам? разлика, да. Кажи ми, 15 километри од еден крај до друг, да. сега, да, бе, да, реално. Ама добро, чисто ради фама, ради такви ствари, да, ради да. тоа и сега се подели на исток-запад. Луѓево, ја не знам ни кај би требало да припаѓам јас. Сум бил у екипата на кај по Карпош сум гравитирал запад. Запад, да. Али јас сум од север, ја никад не сум кажал Не си се доаѓам од мешав. запад, јас сум рекол Скопје Иренес север. ветер од северот, значи доаѓам од северниот дел на Скопје. Со Тони Зен. Да. Ова е, користам се исто овој прилика да ти кажам, тоа е една здрава ствар за да збориме, затоа што нема тука трачави, нема ние некој што сме направиле некој внатре другарски што Да, не се. него Ја имам, знаеш, кога ќе ме праша некој ујавно збори за некои ствари, затоа викам, па нема да ти зборам ја за трачови за јавност, ујавност. Да. Али ова не е, ова е со Тони Зен, види. Двајцата сме млади, пак кажувам, и јас сум, генерација сте? мислам дека да, или он е една година постар од мене, мислам, така нешто. И сега види, он тера еден филм, ја терам друг филм, он е у една секта, Банда, јас сум у ти си друга друга секта, банда, да, да. знаеш, и тука све ти влијае, ти си, знаеш, млад ти Ти си полетен, ова, те ти- пуста, ти си андерграунд рапер, овој го грди рапот, ти мислиш Да. дека рапот е твој. Знаеш, како, мислам, па не сме он така за, па че, пуштам ја некој у песната. Некој стих да, Да, ги пуштам пецне. стих за него, да, и он после тоа враќа на тоа. Со цела песна беше, Да, така? да, и еден завршува све тука, еден. Ама не беше одмазда после твојата? Не, одмазда е прв. А одмазда е прва. Да. Види, хетерите двај чека, Да, мислам нешто да се хетерите. дешава. Пардон, не хетерите. Н- Тие што не луѓето го општо, хейтат. да. Едноставно види, моје мислење сега од оваа перспектива, ти да хейташ некој што прави музика или Да, уметност, нема- кој нема знаеш луѓе. колку треба да си ти љут на светот. Да. Пошто, види, можам ја да хейтам, сите ние, може да хейтаме тие што прават, не знам, може да хейташ некој што е воен генерал. Можеш да хейташ Политичар некој. Можеш да хейташ политичар кој што влијае, загрозува живот. Ти да Некој ти што да прави хейташ музика, да, што викаш. спортист, нели са, ја го мрзам некој кошаркар или фудбалер. Може Да. не ми се свиѓа ано. Ама Или нема... да мрзиш. Добро се, не зборам конкретно и едноставно ја го кажав тоа што сака доста луѓе да го кажат, најверојатно И да му го кажат ти го фейкаш рапот, ајде. Едноставно види човекот си ја користи приликата да се реализира себе. А тоа да се реализираш себе, значи да заработиш. Нормално. Знаеш. И се он, а од друга страна ја другше гледам на тоа. Да. Затоа викам, има имам многу различни патерни кои за што снима. Точно. Да не ја ширам толку, ја така фрлив еден панчлайнс да се раздрмаме, ама тоа не беше ништо под појас, знаеш, Да, не не беше. зборев ја за него У лично. граници на ти- нормалата Па беше да, се. и после тоа он, нели, исто врати. И ја не се почувствував дека и овој, баш онака, Да. мислам, некако На музички, на музички план. да. Помина доста време, зборам после тоа, таа песна е 2012, сега сме 23-та, 11 години. 11 години. А сега сте добри односи Па сте? да, бе, ние и тогаш бевме. Види, ја за тоа зборам, многу работи сум кажал. Знаеш, еве, цело време зборам. Па ја у животот е убав, кажувам, факултетот ќе го немам како опција на патот, дека тогаш Треба кеш. на 19 години не сум студирал. Да. Не сум бил у можност, после се отвориле, вратите се развиле, еве сум ја денес работам на факултет. И сега, сакам да кажам, многу работи ти тогаш, што е тој Тонио Сан, импулсивниот, емотивниот, Да, што не шо сум доволно, ја рже, не калкулирам, шо. него пукни бе, кажи Да. го тоа. Сега не би го кажал, зошто дека, зошто би закачал некој Да, таму, да. мислам, знаеш.
Сега да Сега брат. као песната да ја слушам као Па Кога ми тоа е кажеш, тоа, да, ја да. кога ја правам дума, види, јас за тоа зборам, ќе речат луѓето, ќе ти најдат, не е, пример, не е добро да живееш у град, дека у градот има грешки, има грешки, има, Сегде има, сегде бе, сите сегде правиме има грешки, грешки, јас реално. сум направил милион грешки таму, знаеш, готово, а не сме, грешка имаш, не. Така да, еве да поентирам, после тоа, види, мене не ми се свиѓало тоа што го гледам. Не ми се Да. свиѓало тие работи што сме ги гледале таму, у исто време така било. Се викаш на се повикуваш на една култура, а друго покажуваш таму. Да, знаеш, друго као, продаваш. Ја тоа било, мада после сега кога ќе видиш тоа што мене ми сметало у светот, у 2000-та, 2001 у хип-хопот зборам, што ми сметало, тие по-фенси песни, сега се најболите песни што може да искочат, да снимаат, Да. и сега скроз се отидено. И тоа било, и јас сум викнал нешто така, еве сега од друга страна, нели, и тука остана некако замрзнат тој момент, еве да ти кажам, после Тони сними тој албумот Ориенталниот што му е, Зенот. 95, како се викаше, не знам, да, има 95-та бројка, нешто. Да, знам не бе, за сега го сними изворот на, а, од изворот на изворот, нека Така, не ми да, замери да. ако. Албумот беше топ, значи супер грув, супер, Тони се искрено го извадил тоа од него, баш она што го Зенот го Да. оправда, знаеш, мислам, све она, и стварно добар албум сними. И ја му пишав, реков, Тонка, добар албум се направил, поштојам свака час, онака. да. Чисто дека мој беше редот. Значи ја прв направив, Повлечено, закачка, па пак. он си врати на тоа нормално, Поштено, си да. врати на тоа поштено и сега следниот мој чекор беше Да ги стварно да добро. ја смириме тоа. Стварно да. добро, топ. И сега, како да ти кажам, види, тоа може да ги зближи луѓето. Па тоа сад да те прашам, дали е можно некоја соработка? Или Зашто да не, мислам, зашто да не, види и да нема официјална соработка, самото тоа дека ние сега збориме на, знаеш, ја кажувам дека неговото дело е добро сега. да. Нека си го види, може на некој му се свиѓа, на некој не, мене ми се допаднало, добро го Нормално. направил ова свака час. Нормално. И соработка. Не знам зошто да не би. Зошто да Можно што да, зашто да не, да. Мислам дека сте сега на иста фреквенција. Па, За разлика од времето кога беше. јас сум за, кој што кажа, повеќе сум за обединување него за раздор. Раздор. Знаеш, сега, ти кога си млад, Да, други се у банда, кога си, некад носиш одлуки што ти не стоиш позадини. точно што мисли бандата и кажи ми ја приказната за мачорот, за самурајот. Од каде доаѓа таа приказна? Која за самурај? За самурајот, што цело време го спомнал, што сите мислиш песни. за самурајот и Да. мојата поврзаност со него. Со него, да. Па, види, самурајот како идеологија, како тоа што и го спомнав претходно негде, не знам, јавно го кажав исто, тоа за мене, моје видување, самурајот е систем на вредности, на независност, знаеш. Сега, пази, ја уствари зборам за Ронинот. А Ронин, знаеш што е воин без господар? Самурај кој што самурај е војник, всушност. Самурај што е се војник бори што без- служи на у тоа време служел за системот самурајот. Ако му го на самурајот кој ќе му го убиеш господарот, тој или прави се пуку или продолжува да живее као Ронин, воин без господар. Ја уствари за Ронинот зборам, ама самурај е Популарно, знаеш, попознато. Па да, самурај Джек нема господар, Да. ама е самурај Джек, овој као се вика. Така да некако самурај после лепи на идејата. Ајде Да. да кажам. Самурајот е тоа, уствари самурајот е, знаеш, сите ние сакаме у еден извесен период да се поистоветиш со некој воин.
како Да. да кажам. Знаеш, како символ, дека во животот се бориш. Јас сум го одбрал тој концепт, знаеш, некој ќе ти каже дека е, не знам, некој сака да е каубоец, некој индијанец. Да, секој различен, некој е лав сага, некој животно сага да биде. некој е војник, знаеш, некој јас сум самурај, некако таа естетика ми се свиѓа. Не знам како е поврзано, мислам со делот каде јас се заљубувам, можда дека пушташ таа јапонска култура таму. сега ќе треба да зборам уште да ми даеш едно 2-3 минути за јапонската култура, што прави уствари, ама не знам дали и ова. Слободно, Вака сега што да сака. ти кажам, еве ти за јапонската култура, знаеш, да кажам за Јапан. 1877 година, ова е утешно вака за сите, да знаат. Да, Може да се чисто, провери ова исторички факт. 1877 година у Јапан, точно не ми текнува кај може да провериме некое место, знаеш, таму у Јапан, се случува онаа историска битка кога у Лас Самурај, ако си го гледал, Да, го имам гледал. само тоа е вистински настан, тоа е вистинска прича, само го нема Том Круз. Иначе тие се фаците. Тоа е делот кога Јапан е изолиран, знаеш, тоа 1500 години има граѓански војни у Јапан. И 1000 таму негде, кој што кажав, 1870 некоја доаѓа цивилизацијскиот бран у Јапан. У тој дел дошле британски и амерички бродови. И имаш, кога им се кажува на Јапан да ја ова е историски факт. Ја ова сум Да, го читал у книги, денес го имаат ту дека ме занимава Може Јапан. да си го, да, го има ова овако. да си прочита. И у филмови го има. Значи Јапан кога доаѓа оваа западната цивилизација, Јапан уствари ти текне се шетаат самураи со мечеви, оној као каубојците у Див Запад се однесуваат. Знаеш, ти имаш оружје, мислам, каубојецот и самурајот ти се иста ствар. Ово има само катана, ово има пиштол. Да. Ово е безпрекорен со катаната, ово е најпрецизен со пиштол. Истата ствар. Див Јапан и Див Запад ти се. Затоа ти викаш дека Јапан е по-запад од западот. Па сега да, и сега гледај што се случува историски. Уствари тогаш им се наметнува на јапанците тој систем на вредности, цивилизацијски систем. Да. И да скратам, скока јапанската десница, многу јако, не го даваме. Дека овие им рекле, види, ова мечот мора да остане само симпол, не може, влагаме у нов век. Да. Мора да се цивилизираме, не може со меч, ладно оружје по улица да се шеташ. И јапанците, знаеш, не го даваат кимоното, ги хакама носат, ги хакама меч, не го даваме мечот за житоа, ние јапонскиот идентитет. Нормално, готово, ќе го традиција се. изгубиме. Што се случува? Овие другата страна прифаќа и со облакаат оние војници го менјаат мечот со пушка и така натака и се случува историска битка 1877 каде што јапанската десница го брани идентитетот на Јапан и овие другиве што го шитнале идентитетот, се случува битка таму. И овие уствари самураите гинат за идеалот. Баш од другата страна имаш пушки и топови. А овие се на конјаница и со катаната. Да, и се случува таа историска битка, овие ги убиваат, нели? Мислам, Лас Самурај е тоа. Да. Ја не кажувам ништо што не е, зборам, еве го објаснувам самурајот што е. Да. И историски факти. Од тој момент Јапан, мечот, катаната јапонска веќе не се носи по улица, станува символ и што се случува од тој момент. Од тој момент јапонскиот идентитет што самурајеве го брана, уствари го преплавува светот. Сите вежбаат јапонско карате. Денеска? Да. Дали е вака? Дали сите вежбаат јапонско карате? Сите. Точно. Дали сите дома имаме Sony, да не ги бројам, дали играме PlayStation, дали сите имавме Nintendo дома, тоа се све јапонски, дали се вози
Honda, Honda, Suzuki, Honda, ова, да, дали, да. ја сум тренирал кендо, јас сум носел, јас сум бил репрезентативец на Македонија во кендо. Така да, јапонскиот идентитет не само што не е тогаш уништен, Прерасно, него го преплавува преплавува. цел Сите свет. гледаме манги, тоест читаме манги, сите гледаме аниме. Не мора да гледаме. Да. Знаеме ли за Dragon Знаеме Ball? све што е, све да. знаеме, значи сите гледаме тоа Spirited Away цртани. да, И реално. реално. Јас сум погоден исто од тој бран, јапански, што уствари самурајеве. И така ти станува уствари Чисто така ова се го кажувам кој заљубуваш, историски факт, можда и ние тука како македонци, некој ден така ќе. па еве и ние како македонци може да не се толку, знаеш, сега ајде да не навлагам у тоа, ама може да се преплави. Дај Боже да се деси Не треба да тоа. се толку, знаеш. Да се притишњаваме, шо би рекли. Сега, тоа сакав да ти кажам, можда ја од тој бран исто дека Јапан го преплавува светот со тој бран, стига и до тука, стига и до нас, ние играме игрици, самурајски игри, едно друго. Јас се заљубувам у Samurai Showdown играта у прв момент која ја гледам на флипери. Ја го гледам самурајот као најболи естетски воин, како најболи Најдобро вешт, направен. као највешт, како и го поистоветувам тоа, да скратам, символички дека тоа е уствари пораката на јапанскиот, на тие јапанските идеалисти што бранат традицијата, велат ние ќе изгинеме сега сите, Ама ќе не ама дознае цел се. јапонскиот самурајски дух ќе продолжи да живее у друга форма, дека тоа е идејата. Да. И сега самурајот, да скратам, самурајот живее сега у друга форма. У мојата форма, тоа е начинот на кој што ја снимам, начинот на кој што ја рецитирам, начинот на кој што ја сликам, цртам и така натака, знаеш. Јасно. И тоа само што мојата катана денес е мојот молив, моето перо, моето мастило, моето пенкало. Тоа е мојата катана. Не Да, цртам така ја се изразуваш. као самурајот што стеч или мојот микрофон. Мојата катана е мојот микрофон. Малце мора вака пошироко, Ако сакав добро да е. го кажам ова. Да, ми беше ова го драго. немаш кажа на друго место, така Го или? немам, не. Да. Само Чест ми интернет. е, чест ми е и задоволство што Е. кај мене го кажеш. Добро, која више свети изнапрашав. Сега сам да те прашам за ова поново време, пошто нели више, мислам, едно време те снема. И после, мислам, се појави, почна да работиш на фон као професор. За тоа време сам да те прашам промена некоја. Да. Од каде, како, зашто? Па да, и ова е, види, ја работам као професор на Факултетот за дизајн и мултимедија на фон од 2015-та. Ова се воздржувам дека не сакам работа ко работа. Да, не е. Ако ќе речат, Ама тоа за тоа си учел, така. Да, тоа е Тоа е тоа. тоа. Мене ми е многу драго да спомнам дека тоа време, 2015 беше кога сите бевме со пола нога надвор. Сите мои другари беа надвор. Ја памтам, имаше и ова прв пат го кажувам кај тебе. Многу работи прв пат. Ама добри се прашања што ти ги поставаме. Топ. Малце дури си викам, не навлагај толку длабоко дека ќе Може да- иритираш туѓи демони. Може да отидеме у Ептен. Види, тоа е 2015-та. Се сам да ти кажам што значи за мене факултетот. Чисто, што значи за мене. Тоа беше период, ама у исто време и сакам да го кажам денеска, затоа што да нема оние, знаеш, мислам добро, го знаат тоа луѓето, али да нема митови околу државен приватен факултет. Моје видување, Да, кажам нормално. на ствари. Ја иначе све сум завршил на државниот, на ликовна. Тоа е време нормално 2015-та, види, тоа е нормално и така и ќе биде. Како? Врзани сме ние у мрежа денес. Знаеш, доаѓаш од место кое што не нуди многу да се реализираш себе. У кој аспект? Види, ако ја доаѓам од
било кое помало градче од Македонија. Било кое помало. И сум исто ја, Антонио Рангелович, само сум имал среќа да се родам у Скопје па да учам у Скопје. Али да сум бил од било кое помало градче у Скопје, а доаѓа време за средно уметничко, каде има средно уметничко? Освен у Скопје. У Скопје мора да се одселам Да. и да отидам. После, сакам да учам, сакаш да се развиваш, сакаш да, не знам, сакам да учам анимација и стрип. У тоа време немаше, мора да се одселиш. Да. За да, и сега тоа е наш луѓе денеска се селиме сме се селеле тогаш, сме се сели и ќе се селиме, ако Цело сакаш време. да се реализираш. А сакаш да успеш, мораш да го бркаш тоа што Па сакаш. не мораш, ама да, ама не мораш, ама зборам сега природно е тоа. Да. Не обвинувам, зборам, не обвинувам. Знаеш, биле тогаш криви, овие се криви, оние се криви. Природен процес. Сега, моите другари и другарки многу беа надвор. Јас знам тогаш имаше 55 години од средно уметничко. И ја викам, ајде идеме ајде да отидеме, знаеш што, многу ми е драго мене средно уметничко. Со кој да идеш, човек, овој Немаш со кој. овој у Словенија, овој у Малта, овој у Америка, овој сите надвор. Сите избегале. Ова у Италија отишло, сите се надвор, знаеш, мислам, сите Да, Тие повеќе до со кои тие што се друштвото твое. се надвор. И почнавме тогаш и у кендо, многу бевме сите у кендо и почна и дожото полека да види тие луѓе, некој се вратил, некој не. Меѓутоа едноставно добро е ко млад човек да, како да кажам, друго е, не, ќе речеш Малта е една карпа фрлена у море, ама у море. Има море, има, друго е. знаеш. Вода имаш Да не покрај тебе. сватиме погрешно, јас сум ја избрал Македонија, значи ја тоа не го зборам, не можеме да замериме некој што свети. Точно. Ја тогаш бев со пола нога, викам добро изгледа, ја останав сам овдека, Само бајат, јас. дај Ќе да гасам светло у дај да држава. мрднам, дај да мрднам. И се случи конкурс еден, реформи на факултетот за дизајн на ФОН. И мене Кеско Сенсе, учителот, ми вика, он работеше таму као професор на факултетот за детективи и безбедност на Појше. И се, он ми вика, зошто не конкурираш? Еве конкурс. Знаеш се, он е онаков. Те мотивира. Па он беше, мислам, он е, како да ти кажам, ја сака Македонија, он ја донел првата медаља, ја донел тука на 17 години, бил шампион у карате, знаеш, ја донел у Македонија, не у Југославија, тука. Сега точно дали кажав, не, ама и него му е го тажи таа слика што си оди. Што си да сите да. И он ме инспирираше, мислам, он Ти ја даде му го поттик. должам тоа, да, он и еве прв пат го кажувам и ова, знаеш, мислам, вечно респект за него. Поштовање Тоа за е човек. факт, да, он ми е сенсеј мене. Кога ќе кажам сенсеј, мислам на него, без разлика може да го немам видено кузне го. Да, ама знаеш. Кога го видам си го гледам сенсејот ја, учителот. И он ми вика шо не конкурираш, и сега ја, како и сите ние у тоа време, дека ја доаѓам од државна од сум завршил на државен факултет Свети Кирил и се ти гледаш како што се случува. Исто како андерграундов и комерцијала му доаѓа Не, сакам да ти кажам, гледаш дека јас сакам да работам како професор. Ја затоа и завршив, знаеш, ја одма после факултет, одма после се малце ќе се вратам вака, одма после факултет кога дипломирав, имаш ли батерија? Има батерија, има. Одма после факултет. Види бувек до колку е да видиме. Има. Одма после факултет кога завршив, има, добри сме. Точно. Одма после факултет се вработив ко графички дизајнер у маркетинг агенција. И работев една година и видов дека ја тоа не сакам да го правам. Не сакам да работам. Тоа не ти исполнува. Не викам тоа, можда најбољи работа у свет. Ја не ме исполнува. Да. И си дав отказ за да упишам мастер, за да направам и се ја тоа го сакав. Ја сакав да предавам, да зборам за уметност. Тоа ми е да работиш со деца, со
па пушти ме мене за да го отвориме таа тема, 3 сати ќе треба. 5-6 батерии. И меѓутоа сакав тоа да го правам, меѓутоа како да ти кажам, се истравматизиравме кога видовме како системот кај нас функционира на удржавна администрација. Односно не функционира. Значи ти за да влезеш таму на конкурс, не сакам да зборам. Кажав, ликовна академија ми е мене најбољи ствар што ми се десила, да сум завршил. Ама реално многу е тешко, не тешко. Ги имаш сите услови, но ќе треба да имаш партиска книжка, зависи која партија е тогаш таму. Да. Треба да си не само да влезеш на универзитет, мислам, честни исклучоци. Се одма ќе се налјутат некој можда што честно влегле. Не зборам, ја гледам што гледаме ние ко студенти. Ти не само ти треба да бидеш роднина на премиерот, за да можеш таму да работи. И ние не го сакаме тоа. Да, Поготово уметничката фела не сака да ја барем да се мешаш у да ја земаш слободата. Ја не грдам никој што да се определи слободно. Те демотивираше тоа? Сите нас, значи јас си викам ја сакам многу да работам овде, ама не можам затоа што не вадам книжка да вадам. Пази, јас сум кажал повеќе пати ја имам став. Имам став политички и општествен. Имам став, но не е врзан со партија. Да, со една идеја, ја како сметам државата дека треба да прогресира, да се развива и така на. Но тоа не е врзано со било која партија. Дека партија е мораш да следиш. Да, инструкција. Не се слагаш со баш со главните, ама мораш да тераш. Сега ја пак ќе кажам, ова сега многу луѓе ќе се налјутат, например. Ќе речат, не викам ја, не грдам сите и треба да има. Многу луѓе членови у партија ми се другари, топ се у било која партија. Да. Знаеш, у било која, она. И све супер, и може и некад ќе ги закачнам, знаеш, ти ово, ама на страна. Сега да се вратам. Уметничката фела например, ја као Тонио Сан зборам, ја не можам да имам партија, или ја тоа сум се борел, ние не смееме како екипа да ставиме пример, не смееме како екипа да ставиме од еден, ја да застапувам спортски тим, например. Да, пошто другите ќе ти се најудат. Па види, ја кажувам, јас имам право, нели, као сите ние, да навивам за работнички. Точно. Но ја ги сакам навивачите на МЗ. Ја идам на МЗ, гледам таму мои студенти што, знаеш колку ми се драги. Мои студенти, па идам со другари што се земзете. Брат ми едно време навиваше земзе. Не знам сега дали гледа баскет уопште, ама знам дека он навивал тогаш. Не дека нешто он по баскетот многу не беше. По фудбалот бе. Зборам, ама јас со брат ми, ја не. Да. Значи ја зборам као Тонио Сан. Ја или како човек кој што се бави со уметноста, не можам да застанам на една или друга страна. Да, не иде, не бива, не е. Може да ти е тебе драго да сум за МЗ-та и да речеш топ и то не е за МЗ-та, ама то ништо не значи дека, знаеш. Не можеме сите да навиваме за Юнајтед. Јас сум за Арсенал, ама поише другари, пример имам, поише другари имам за МЗ-та него за работнички. Да. Јас си ги сакам МЗ-та, ама ги поштувам, ги почитувам и работнички. Не мора ни него, мислам, зашто да не ги поштувам и почитувам. Тоа сакам да ти кажам, и се ти не вадиш. Ја викам книжка, не вадиш. Нема шансе, да. А на државна институција, на државна цицка. Пошто е, као се вика, пошто ние сме многу млада демократија, чекај, треба да помине време, се уште тие работи не се, мислам, тешко се влага, знаеш. Тешко, многу тешко, да. И така да не ме сватат, и ја бев, не ни сакав да конкурирам. Не, ја знаеш колку луѓе не конкурираме на ради тоа, ради тоа се вика, сега треба луѓе, треба пријатели. Па треба да идам, па иди гласај, па ова, не само, да, не само за книжка, него луѓе треба да имаш. Све, да. Кој влегол кај нас на конкурс со сиви? Ке речат, добро, тој топ сивито, ама овој од нашите. Да, за кој гласиш? И ти се разочаруваш. Па не конкурирам. И тогаш ми се врти сенсеј, да се вратам сега назад и ми вика, конкурс за дизајн. Ја тогаш имав изложба едно друго. Ми вика, ти што не конкурираш?
ета се отвара конкурс за баш за твојот профил. Ја викам сенсеј, не бе, што треба врски, треба, и он ми вика, не треба ништо, ние сме приватна институција, вика, треба да, знаеш што треба? Како у цивилизацијскиот свет. Да имаш све што треба, Нормално, документација, услови, да, документи. документација, све зборам тоа, нели, извод од матично, одредена диплома за мастер, за све што треба, за докторат, за таа област, конкретно за све. И тоа е тоа. И желба. И ја викам, чекај, не ми треба Книшка, партиска книшка. И травматизирани. Да, бе, да, нормално, нормално. И он ми вика, каква партиска, ти треба Тоа што го имаш ти. Тоа. И ја викам, Европа. Како Можно ли? го кажувам ова да знаат дека нели Да. денеска вицови кажуваат, што ја не се љутам, ја ги знам моите студенти колку вредат. Него ми е криво за нив, тоа се луѓе кои што ги измислуваат тие вицови, смешни се, нели? На приватен се паѓа по скали, ха. Ама денес тоа може да у Југославија. Денес разликата помеѓу државен и приватен факултет ти е кој приватна и државна болница. Ваму идеш и ќе ти речат на државна, ќе ти кажат магнетна, лупам, треба да правиш, имаш 2 месеца живот, ти вика за 4 месеци слика, Да. идеш ваму услугата. Тоа е, Да, услугата. да. Пошто пази, ја и професорите доаѓаме од државна институција, ја пренесувам таа школа, Знаењето да се. но ја на конкурсот конкурирам со овие, со сиви, ја имам стрипови, имам издадено стрипови, имам изложби, имам групни изложби, Да, си имаш соло, CV ликовни цел. колони, да, CV тоа се, знаеш, мислам да не сватиме по. Доаѓа таму на конкурс. Гајле име кои се твоите национални, Не ги интересира ништо. етнички, религиски, какви се сексуални, какви сакаш кажи партиски убедувања. Дали ти Ги работата исполнуваш, знаеш да. и дали ги исполнуваш условите. И ја ова го користам да го кажам, мене што ми значи фон. Мене ми значи можда до тука, можда сега лошото ќе рече, сега ќе кршиме. Да, Мислам, да. Не се знае никаде. не се знае. Точно. До тука мене ова ми било, дека ја можам таму да влезам и да се реализирам слободно, без разлика да не и сум видел можност. Знаеш дека Да види просперираш. у Македонија не ми требало тоа, дека ние малце сме се задушиле од партии. Па, нормално, пошто Реално. само тоа Само се тоа. дешава. Само партии. Само- Сегде, да, сегде, сегде види ги- главни фацини се Уше од фрижидер да кога Од наиш сегде, од сегде. сегде да искаш. Значи а, бе тоа е- не пуштај телевизија, Да, гости. не. Сакам да ти кажам, гости кога ќе ми дојат не пали телевизор, ќе видат. Ништо, само сивило. И ќе почнеме ништо. да пцуеме. Види го, не Да, украда да. и ете го мојот од кај ќе. Реално. Тоа сакав да ти кажам, од тогаш јас сум на ваму на факултет. За мене е тоа значи баш онака една здрава средина е за мене тоа, каде што ти велам, не го интересира никој ти што како. А те препозна како Тонио Санко, знае кој си? Знае. Кога дојдов, поготово ја 29 години имав кога влегов. Да? Многу, јас сегде А млад. децава студенти што вика да Тоа мислам е. чудно име као Да бе, прво Тонио кога Санин дојдов, преда. они знаеш, да. ама види ја тоа увек на страна сум го ставил. Добро, ти професионално си Да, мислам. увек на страна. Тоа на страна, можда ме знаете Служба си е од друго, служба, да сме дружба за си е ова, дружба. да. И така, и добри се, они, знаеш, супер се. Никој не ти кажал, не ти спомињаат они дека си ти Тонио, можда пажливо ќе ти кажат, знаеш, А кога ги ќе се интересира деца, да, мислам. кога ќе има услови, така у полежарна атмосфера, И ти ги слушам ќе ти песни. кажат, ние сме растеле, Со професор, те. се и леле, топ се, знаеш. И сега Да, бевме и- една забава. Они ја правеа студентска забава и Аха. не викнаа нас, 2-3, мислам сите ги викна, бевме 3-4 професори да ги испоштуваме. И рока, знаеш, Да. мислам 2-3 песни,
Ти го дада мајко тебе? Ја викам, дечки, не, ја пензија и баш ми вика еден студент. Викам, имате, викам, ете од младиве, има наши студенти, познати рапери, вика, и он, не, вие сте OG, профа. Да, па реално. И драги ми се, зборам, и тоа е една убава приказна, али никој на тоа не се шлепа, знаеш. Да, Мислам, нормално. види, јас сум се школувал за све ова друго. Они знаат дека ја таму не сум као Тони Осан. Мислам, кој го занимало тоа и на работа. Ја у CV-то ми стоеле концерти како перформанс, дека види ти Не, јавен настап. Да, пред Нека имаш. аудиториум, значи јас сум искачал пред 10.000 очи, Да, 5.000 луѓе. И се ти го ќе искочиш пред 30 студенти, зборам, а веќе си искочи. да, не ти Али е никој проблем. не го занима, тоа све ми е тргнато од CV мене. Супер, браво, ама Да, као, збориме дај ни за го областа професионалното. која што сме. Точно. Така да ми е драго што ме праша ова и сакав да го кажам, што ми е мене и сакам да кажам тоа и ја го пренесувам и ние ко професори го пренесуваме тоа. Дека сакам да бидат они у здрава средина. Знаеш, Нормално. види си ти тоа што го зборам условно, навивај си за кој сакаш да се заврши Тука сме- работата, обврските да се направат, знаеш. Точно. Значи можеме да збориме за работнички и МЗТ, откако ќе бидат материјалите сите направени, Завршени, точни, средени. све па после да, така да. Точно. Се Супер. согласувам со тебе. Еве, да привршуваме малце, да те прашаме ко за последно прашање. Пак ќе ме гостуваш у другото студио што набргу ќе дојде, да си се пофалам дека нема да биде дома, него ќе биде у аеродром, ќе биде и поблиску ќе ти биде, не треба да плаќаш патарина тука да дојдеш у може. готово. Сам да те прашам, кои се планувите на Тони Осан? Дали, што те прашав преска за дума, кој ќе настапи сега? Кој ќе ова? Да, кој ќе обстане? Па види, Дали ќе се повлече или дали ќе продолжи? овој младиот тука е. Знаеш, он Уште има енергија. ако треба да се пресече, он ќе исече. Али Да. овој другиот нека ги води конците. Па да, кој што кажа А овој, првшиот. ако треба, нека сече глава. Мислам, види, јас сум на рап пораснат. Знаеш, а рапот е жестока музика. Знаеш, ти вака може да си питам и све, ама рапот го храни црното куќе. Да, Што нормално. Евото, ти си Тоа. најак, ти си ова, ти си она и сега, знаеш, кога ќе пишуваш рап, не можеш многу од позиција Да бидеш на... осетлив. Па ако некој ти бара тепачка, па влези у тепачката. И можда и ради тоа било тоа што го збориме со Тонка, знаеш, едно Да, друго. да. Така сме го гледале све, као спортски меч, така да кажам. Ко спортски меч у ринг завршува на крај, добар Браво. фајт, следен пат ќе те фатам. Да. Нема тука она љутиш, така да рапот е ринг. Сега јас сум на тој ринг израснат, така да тој младиот Уште е тук, уште не тлее. се дава. Уште има жар у него. И сега планирам, ќе има стајф, нели, на сите платформи, бара луѓе го да слушаат. На Spotify, Има на сегде, така? Spotify, сегде има Тони Осан. За тоа се старите работи, сега ќе искачаат и нови, како ми На дојде. YouTube си имаш твој канал, таму ќе си ги ставиш песните, така? Па се- има и на YouTube има сега и официјален канал со имам имам еден канал кај што е Дума, ама тој беше направен у короната кога требаше да Аха. правиме онлайн, нема часови, се ти како да учиш, Да, и како да и X ти е таму, Тешко мислам е. дека. Па X, добро, X. да, јас сум ги ставал тие како знаеш и сега ја тој канал, ја што правев? Требаше да научиш некој традиционално цртање, како од дома. Знаеш, мислам А тешко. да имаш и да за цртање. Па ја уствари предавање. снимав видеа за да им еве ви дечки да имате Да, нешто гледајте. како треба. И сега викам кај да го ставам ово тури на YouTube, нека има и Тоа за е и за моите за и за сите. сите нека. И Нека после некако природно го закачив и тоа таму. Тоа е за тоа каналот. Не дека може ќе има таму ствари, од кај знаеш, може ќе го развијам. све Али може. има и за музика. Тони Осан топек баш за музика. Све што вадам таму го си иде ставиш. музиката, аудиото таму. Така да ќе искачаат работи што се однесува до јавни настапи, концерти, ете. Тоа
сум на пауза, еве ти покажав, ја имам Да. јавна покана, ја виде, Да, видов, да не испадне дека документирано зборам е. празно. Да, имам јавна покана за најголемите фестивали тука, тие што, али малце Ги нека... знаат луѓе. Не ми... бе. У Да си одлеш. своеволна пензија сум, како е? Та, кога ќе почувствуваш дека треба, Кумашина Ќе се- мој ми се јавува, извини, ми вика, шо правиш? Ја викам, еве се спремам за у студио, снимам албум. Ми вика, ти ми ја менјаш перцепцијата за пензија, човек. па стварно реално, да. Ама јас се надевам дека нема да се пензионираш, пошто стварно им фалиш на луѓе, му фалиш Па на... не, еве, вадам овој албум Да. е само за тие хардкор фановите на Тонио Сан, чувари на грувот што ќе искочи. Као мене, Тој баш еден дарк джез звук. таков е, Да, као тој да, таков, тоа што фали баш. готово ќе го слушнеме, ќе видиме за што станува збор. Тоа е. Фала ти многу што гостуваше, фала ти многу што ја прифати поканата, фала ти за све и добре дојден си пак и ти реков дека пак ќе те викнам уште еднаш. Фала ти на тебе што ме покани, почитувам баш. Ќе дојам пак, знаеш, не е тешко со Да. мене, луѓе, Ја имав Едноставно. друга ваква, ама слика демек викам нема да ми врати човеков, ама све окей, све Не, најнормално ако, кој што нека стои треба, таа нека слика стои да ме гардот. чува, да Да, ме нека чува, стои ова. гардот. А дали е вистинска сликата? Сами ќе си коментирам. дознаат Не луѓето. коментираме. Точно. Од мене, драги гледачи, фала ни што не пратевте и што не гледавте, што не следевте до сега, ставете лайк, шер, субскрайб, што сакате ставете. Јас се одјавувам тука, чао, а Тонио Сан негов стил може да се одјави. Оставам на него. Све што ви кажа, стајте и уживајте. Поздрав. Чао.